Цело време по медиуми гледаме се трува најпогодени биле градежниците. Не, земјоделците не ги гледа никој. Најпогодени сме ние земјоделците, на 50-60 степени сме ние во пластеници. Тоа не може никој да го види. Цело време биле погодени градежници, биле погодени овие, каде сме ние? Дали постоиме ние во ова држава? Државата да застане зад земјоделците. Фабриките да се удраат во глава и да размислат дали може до година да садеме ние исти количини пиперка. Нема да садеме. Еве, ветуват и луѓето дека ќе се намали производството. Не само пиперката, се друго. Жално е на 25 денара да утепан си од работа. Климатските услови не уништуваат. По 3 пати, 4 пати ги покриваме. Без рација е народот. Измачен. И да идеш на магазино, не ти кажуваат цена која е, ти идеш троп, па над цената. Не ги укриваме магазинерите. Може да од фабриката им диктират тоа. Ама има инспекцијски служби, има влада, има министер, дајде, нека застане по тај народ тука. Жално е што се гледа денеска тука. Проблемот е што нема стабилни цени, фактички сака 2 година да не утепат цените. И нема стабилна цена, значи сакат да го земат 25 динара, 30 динари, 35 динара. Со тие цени не може да покрием трошковите. Имавте ли многу трошоци со оглед дека имавте невреме, значи за трошкове треба некој да го процене. Има многу дефект од ветровито, што не беше невремето. Плюс имаме од производството, што има пипер многу по земјата, од ветеро. И не знаеме како се покриеме, а со тие цени се покриеме, нема шанс. Значи сме унатре. Лани, тоа време колку беше? Значи ланите цени беа 55 динара, 45, 40 и 30 динара. Ваа година? Ваа година се 40 динара, 30 и 25. Значи вака, денес ни рекова дека цената ќе биде екстра 35 денари, прва, втора 25 денари и втора класа некои си 15 денари. Значи ние со оваа цена не можеме да обстанеме никако. Пример, да земеме нашата фамилија како една од најголемите производители со 250 пластеници. Ова година имаме заложено 3 милиони денари, од кои цело производство да го обереме е 3 милиони денари. Епа и јас имам фамилија, цела фамилија е мачеме. Не можеме да се покриеме со овие трошици. Значи несватливо е за нас како производители, несватливо е на 25 денари фабриките имат сметка, а лани имале на 40. А ова година на 25 имат да го откупат целото производство, а на повеќе немат. Тоа е несватливо. И имат залихи. Веруваме дека имат залихи, ама и оваа година ако го земат целиот пипер, а ќе го земат, и како тоа на 25 ќе го земат, имале, па залихите ќе останат и за идната година. Тогаш воопшто да не садеме идната година. Нека дојде министерот, нека ги координира и фабрикантите, и трговците, и земјоделците, нека им каже, ова година, драги пријатели, не садете. Да си береме... Да си знаете. Чушките. Проблемот со чушките е што нема откупи, не ја знаеме цената, ние која ни е, значи, секој ден се мене цената. И чекаме у министерот да дојде утре да разговара со нас, да најдеме некоја решение, некоја добра цена, што ќе ни одговари нас. Ако не биде това, ќе блокираме главниот пат што е граничниот премин Ново село. Очекуваме во скоро време министерот да дојде да разговараме. И това во Муртин да дојде ако може. Ова иницијатива произлезе од младите од Муртино? Од младите од Муртино, да, Сдружение на млади сили Муртино. И околните места, Робово, Еднокукиево, Куклиш, Моноспито, Бориево, сите сме овде. Млади Свидовица, млади стари, сите сме тук соберени, да дојде министр да разговараме о Муртино. Ако не бива, одаме на по-големи блокажи. Значи, да најдеме некоја целина да најдеме. Ако таа година не се оправа, значи наредната година, јас лично и со 20 млади туку од селото заминувам за сранство. Па како ќе е така? се согласувам. Преполни капацитети, непродадена роба, окей, дај да најдеме заедничко решение и да може. Ланска цена имаше 50, 45, прва, втора 35, сега е со 10 денари разлика во килограм, тоа е огромна разлика. Просечен производител
50 тона произведува. По 10 денари ова е 500.000 денари. Овие 500.000 денари се печалба на нас од 365 дена. Нека ги разделат 365 дена и нека кажат колку останува на нас земјоделците. Секоја фамилија по 4 до 5 луѓе, сите се заробени по нивите, ние немаме по 100 евра плата и се трудиме. Муртино е единственото село со 700 куќи, од кои во Муртино немаше нити една куќа излезено на страна. Последните 7-8 години Муртино има излезено некаде околу 200-300 куќи иселени веќе што нема луѓе. Тоа е зачудувачки за Муртино. Друго, останете сме во Муртино уште неколку фамилии млади, како мене, мои генерации, има уште една-две фамилии и ако продолжи вака, не дека сакам да бегам, него морам да бегам. И ако може министерот да дојде, да седнеме на маса, да најдеме заеднички език, не бареме ние 50, не бареме 60, не бареме 45, ама да остане нешто и за нас. Стварно 25 денари е 35 денари, тоа е жално. Тоа е жално што го се гледа тука. Младите викат ки вратиме на земјоделие. Кога? Со овие цени. 5 денара, 6 денара зелката не ја зедоа. Ни зедоа цвеклото, ни зедоа доматите, ни зедоа краставицата. Сега и пиперката и каде ќе оди? Од што ќе живееме? Убаво каже претходниот говорник младо дете. Со што ќе се покриеме ние нашите трошоци? Со 25 денара производна цена која ни е? Решение кое? Што сме да Решение. Треба заедничко да седнеме од производители, откупувачи, влада и фабрики. Не е доцна? Секогаш има време. Ако има заеднички јазик да се најде.